Потребни се 10.000 потписи за родилките наместо 9, со својата принова да останат 18 месеци. Сдруженијето за продолжување на породилното боледување започна со собирање на потписи во сите општини. Од вчера, сите полнолетни штипјани во ДИК може да ја поддржат оваа иницијатива. Иницијативата започна со собирање на потписи од 29 во сите општини на Република Македонија и ќе трае до 7-10. Во интерес на најмилите да продолжиме ова иницијатива сите заедно. Секој сака да е со своето најмило, тоа го знаеме. Тука ќе спомнам само неколку придобивки, само луѓето колку да ги запознаем. Подолго доење, чување на бебето дома со својата мајка, зашто знаеме колку е тешко да се остави 7-месечно бебе. Некој да го чува, а ти треба да заминеш на работа. Уште ако тргне во градинка, тука се вируси, настинки и отсуство од работа, намалување на плата и така натаму. Тоа сакаме да собереме колку можеме повеќе потписи, сите заедно да ја поддржиме ова иницијатива. Само во текот на вчерашниот ден во целата држава се собрани над 700 потписи, што е доволен доказ дека во државата постои реална потреба од измени на породилното боледување. Ние ги собираме од сите општини низ Република, потоа ги поднесуваме во собрание, там одлучуваат, пошто ова е референдумско прашање за и родилките кои што се веќе на породилно, па тие продолжуваат натаму со дебатата дали ќе се прифани и колку дел од тоа ќе се прифани, дали и мајките што се на породилно или само тие што ќе останат. Иницијативата е насловена како Пеленска револуција или 450 дена породилно отсуство.